Минатата година инспекторите од Дирекцијата за радијациона сигурност и безбедност при користење на нуклеарна енергија постојано биле на терен. Спровеле инспекциски надзори кај субјекти кои користат јонизирачко зрачење во различни сектори, од стоматологија и рентген дијагностика до радиотерапија и индустријска радиографија. Вкупно се направени 173 контроли, а неправилности се евидентирани кај 61 правно лице. Некои од надзорите биле планирани, а други вонредни, спроведени по добиени пријави или сомнежи. Но во услови на се комплексна опрема и недостиг од стручен кадар, институцијата со само 11 вработени се бори да ја одржи безбедноста во системот. Вработени има малку, 11 вработени се во дирекцијата. Дирекцијата не треба да биде гломазна административна институција, но и треба соодветен кадар во делот на медицинска физика и физика, но имаме проблем со изнаоѓање на физичари кои што треба да работат во дирекцијата, бидејќи многу малку се продуцираат во образовниот процес во Македонија. Ова регулаторно тело е единствениот надлежен орган за издавање лиценци и дозволи за работа со јонизирачко зрачење, било во стоматологија, индустријска радиографија, радиотерапија или нуклеарна медицина. Само во 2024 година се издадени 237 лиценци. Секоја ординација, институција или фирма што користи опрема што зрачи, како рентген, пет-скен или апарати за радиотерапија, мора да биде под инспекциски надзор. Но и покрај тоа, некои помали стоматолошки ординации не доставуваат список на вработени што ракуваат со апаратите, што според директорот представува ризик. Мислите се во некои помали стоматолошки ординации кај што ги именуваат вработените, не ги доставуваат на листа на вработени одговорни лица кои што работат со апаратот за радиодиагностика, условно кажам. Значи, они секоја промена треба да известува дирекцијата. За токсичната пепел што настанува со согорувањето јаглен во рек Битола, инспекторите утврдиле дека нивото на зрачење не е значително поголемо од природниот фонд што нормално постои во околината. Контролите се вршат еднаш годишно, а правните субјекти добиваат рок за корекција на неправилностите. Минатата година пломбирана е само една стоматолошка ординација. Тамара Дичевска, Сител телевизија.